Филип Миркуловски е срцето на металург и најпожртвуваниот ракометар во домашната репрезентација, за која има преку 125 настапи. Роден 1983 во Скопје, со ракомет се занимава од својата 13-та година. Наумче Мојсовски е роден 3 години порано, а во металург дошол 6 години подоцна. Стружанецот кој го носи епитетот бестрашен со топката од своја 11-та година и досега има одиграно над 130 репрезентативни надпревари. Кога зборуваш за ракомет, невозможно е да кажеш Миркуловски и да не помислиш на Мојсовски. И обратно. Чудна е таа хемија, поради која и едниот и другиот, потполно различни и во карактер и во игра, чинат одлична комбинација и на теренот и надвор од него. Оние кои ги познаваат велат дека токму поради различниот темперамент така добро се надополнуваат. Оние другите, кои немале можност да ги сретнат надвор од сала, во продолжение ќе имаат можност да ги запознаат во оваа една приказна, посветена на двајцата ракометари, столбови на домашниот ракомет, двајцата пријатели, сопрузи и татковци. Го искористивме ова сончево четврточно попладне да ги споиме на местото, каде поради најта за улогата, онаа на татко, најчесто свраќаат со своите најмили. Семејството Миркуловски во полн состав и навреме. Мојсовски сениор, оправдано, единствен представник од другата страна и прв говорник пред камера, да раскаже за првата средба со Жути. Прв пат се сретнавме општо во животот, тој играше за Македонија. Имаше клуб Македонија, се играше тогаш. Јас играв во Пелистер. Ние се сретнавме, мислам беше 2001-2002 така. Нешто се упознавме, бевме на некој куп нешто, после тој беше за Металург, па поинтензивно почнавме се дружиме. Металург имаше куп во Радовиш. Секогаш им велев ја дека сум 10 години во Металург, им велев да го земат Мојсо, дека ќе бидеме многу појака екипа и како не само како играч, како човек е стварно многу добра личност, така да кога дојде во Металург почна сите нели поголеми успеси имаме, кој дигна квалитетот на екипата. Наумче за Филип ќе каже: Фамилиарен, мирен, ретко избувлив, али кога ќе избувне, знае што на терен, црвени он летаат, значи без никакво мислење, нервозен до крај, али тоа се случува многу ретко. Да пробаме вака, која особина на Мојсо би сакал да ја поседува Филип? Што би сакал? Би сакал, ете да го имам неговиот удар или шут, неговата јачина би сакал да имам. Кога победуваат, се радуваат заедно. Кога губат, тагуваат повторно заедно. Кога нешто ги мачи, бараат совет еден од друг. Кога си близок на терен и ван теренот, 90% го поминаш и денот со нив, така да многу работи мора да знаат за тебе, мораш ти да знаеш за нив, па си сакал, не си сакал, дали треба да го знаеш, ќе ослучнеш на маса, си ослучнеш на друго место, ќе ти си споведа или ти негој, така да тоа не спаја, мислам дека за сега одлично иде. Колку таа блискост приватно им помага во игра? Па помага доста, зашто нормално ако треба да си добар пријател надвор од теренот, ако сакаш да имаш добри успеси во теренот. Тоа доноси многу, значи мене сега не ми треба и мислам и што на Жути, што на Ванчо, не ни треба многу за да се договараме. Само некој поглед наш или нешто со очите и знаеме што треба да се прави на терен. Велат дека кога двајца луѓе поминуваат доста време заедно, почнуваат дури физички да си наликуваат. Тие не почнаа да си личат, но затоа почнаа да им се случуваат исти работи во ист период. Свадба, син, односно ќерка. Договорено или чиста случајност? Па не беше договорено, ама дојде уште така и свадбата. Значи свадбата тој направи една недела пред мене, јас после тоа. Значи све одеше така. Ве зближи ли тоа уште повеќе? Па, секако дека не зближи се, почнаме фамилијарно жените да се дружат, децата се дружат. Имаше и доста слики заеднички со децата наши, така да мислам сега веќе си како она семејни, како родбини да кажам. Си бараат ли родителски совети? Па секако жените поише 100%, значи зашто плачело Грчеви ова, она. Секако дека тоа, ја него дали си спијан вечерва, дали кемкаше, дали плачеше навечер, дали го пресличе случајно, дали си го бањали, такви, има, секако дека има ус, ракомет и такви мали. После сите тие убави случајности, многу ми не искоментираа. Едниот има син, другиот ќерка. Нема да е чудо ако еден ден бидат и сватови. Па јас тоа му викам и на Жути, на се викам Жути што имаш да даеш за ќерка ти, пошто ако ја земам нашов, гледам
гледам кога ќе се заедно го бацува повозрасна Јована го бацува него, па викам жути што имаш да еш, нешто кој ќе стане, нешто за. Секако, дај Боже, зашто и да не, родителите се знаеме цел живот, од добри фамилии, све окей, зашто да не продолжат и се надевам дека да не едниот барем да ракоментара, ако се двајца ракоментари, нема дома прибирање по цели ден, нема кој да гледа ги гледа куќата и децата. Ќе видиме. Сама ќе се одлучи. Таа што некогаш ќе треба сама да одлучи се вика Јована. Моментално има 1 година и 2 месеци и веќе е вистинска убавица, која децидно одлучи да не игнорира нас возрастните и да им се посвети на играчките. Нема сомнеш дека Јована е вистинска татина принцеза, колку нејзината насмевка му го промени секојдневието на Филип. Мислам дека не ме промени многу. Мислам нормално станав многу посреќен човек откако имам Јована, стварно се иде на подобро. Се уште е малечка, но почнали да ја носат на надпревари. Ја носи на оние надпревари кај што нема многу народ, многу публика, но овие позначања кај што е гужва многу нормално не ја носи. Интересно ми е, нормално кога беше на Сеха лига последниот пат со, не знам, со Брест мислам, ја донесе, па за прв пат стапни на терен, ќе види може и да продолжи како поголема. Со секој збор, со секој потек, се повеќе делува како татко од учебник. Дали е така? Ја прашавме неговата побава половина, Благица. Па, супер татко, да ти кажам, прекрасен е, многу, мислам, од она што го очекував, тоа и го добив. Заедно се од 2,5 негде, додека Филип не отиде на тренинг, дома се сами и искрено ти кажам, и само ми праќаат слики колку убаво си играат, редат коцки, Филип ги реди, Јована ги растура коцките, си играат со топка, ја крие, Филип Јована ја бара, така што мислам дека супер се снаоѓа и сам ја чува, така да супер му е и на него и на мене и на Јована. Помага ли со Јована и домашните обврски? Со Јована помага, со домашните обврски не баш. Бидејќи Благица е личноста која најдобро го познава Филип, ја замоливме да ја опише таа конекција помеѓу Мојсо и Жути. Двајцата се многу добри пријатели, другари да кажам. Кога одиме, например, кога имаат пауза за летниот период, мора да отидеме до Струга и да се видиме. Оваа година бевме дури 2 пати во Струга, летото. Сега ќе видиме оваа година како ќе бидеме околу обврските, меѓутоа мислам дека супер и децата ни се дружат, така што ќе видиме за понатака. За сега се стварно добри пријатели. И на клубски, и на репрезентативен, и пријателски нормално план. Бестрашната 18-ка и пожртвуваната 13-ка, срцето и душата на македонскиот ракомет. Во сабота одново ќе се исправат пред ист предизвик. Првиот четвртфинален дуел на Металург со големиот Кил. Едниот одново ќе гине на терен, додека другиот му го чува грбот од трибина. Дали некогаш ќе бидат сватови, ќе одлучат Христијан и Јована. Она што е важно е дека денес се пријатели. И тоа од оние вистинските, какви ретко се наоѓаат и внимателно се чуваат целиот живот.